Ја подготвивме нашата маса во кујната на утринска на Телма и тоа значи дека е време за оброкот на денот, кој што денеска го подготвуваме заедно со нутриционист Марија Лазик, која што по одедена пауза повторно ни доаѓа во нашата кујна и ќе готвиме вкусно гвакамоле. Односно ќе го направиме на брзина со оглед на тоа што е практично, барем како што ми кажа Марија. Марија, добар ден дојде. Добро најде, ви благодарам на поканата. Точно така, после мала несакана пауза, еве повторно кај вас со вашите гледачи. И за денес одбравме нешто брзо заради самите околности мојата повреда, значи ќе направиме брзо гвакамоле, едноставно кое што може да служи за појадок, може да служи и за главен оброк, може да служи и за вечера, секој зависи од калориите кои што ги внесува во текот на денот. Така и со оглед на тоа што нели некои работи се непредвидливи, не можеме да ги предвидиме, може за жал да ни се случат такви непријатни ситуации или незгоди или повреди, сепак добро што сме тука и нели здрави прави и што можеме да повторно се дружиме со нашите гледачи, поточно заедно со тебе и да го прикажеме нели денешното гвакамоле. Јас ќе ти помогнам во однос на сечкањето или тоа што треба за малку по нели добро да се испасира и да се направи, а ќе се задржиме на разговорот во однос на рецептите за гвакамоле кои што постојат, на кој начин може да се направи, што е тоа кое што се преферира, што е оно кое што ти го препорачуваш или што твоја пракса позабележуваш дека милено кај луѓето. Јас најчесто препорачувам и на моите клиенти да секогаш се прави со помалку намирници, односно помалку калории да имаме во оброците да ни бидат вкусни. Значи тоа ни е како едно правило за да може да јадат разновидни рецепти, а сепак нели да внимаваме на килограмите кои што сите нели се трудиме така се трудиме околу тоа. Гвакамолето може да се прави на повеќе начини, меѓутоа наједноставно ќе го направиме, значи ќе испасираме малку авокадо, треба да биде омекнато авокадо, поточно 2 авокада, ќе ставиме лимунов сок или лимета, ја во овој случај одбрав лиметата заради тоа што ми е посвежителна. Ќе ставиме ситно сецкан домат, ситно сецкан крумит, четвртина крумит е доволно на 2 авокада, ќе ставиме малку сол и мелен ким по вкус. Оние кои што сакаат да го направат гвакамолето побогато, може да се додаде и пиперка, може да се додаде од бамбурките, црвена бамбурка, зелена бамбурка, тоа се ние малите бабурести бамбурки, ете така. Пиперки, значи може и тоа да се додаде во гвакамолето. Најбитно е да се испасира, да добиеме право пире од авокадо, па во пирето можеме да додадеме сецкано нели што сакаме од зеленчук. Сега ние навистина периодот на овошје и зеленчук, пролете кога треба навистина да обратиме повеќе внимание околу тоа и да го конзумираме, така да можеме да го додадеме и во свежа и во обарена форма. Да, ние денеска ќе го подготвиме нашето гвакамоле и ќе го ставиме во тортилја, која што исто така зазема прилично голема примена кога зборуваме за оброци брзи, лесни и здрави, а при тоа нешто што може да биде некоја ужина која што можеме да се ја земеме со нас. Ќе земам една вилучка која што подобро ќе биде за пасирање. Додека пасираме и го подготвуваме тоа, би сакала да се задржиме и она кое што се договоривме јас и ти, а е соодветно за овој период, во пролета, кога се по-присутни пролетните алергии, со кои што многумина можеби и за прв пат се соочуваат, веројатно исто така треба да се внимава особено на храната, што е тоа кое што може да биде поштетно или да ги интензивира, да речеме, тие пролетни алергии, а што би можело да биде поделотворно ако се соочуваме со пролетна алергија во однос на исхраната, што би требало да применуваме. Вака, значи кога се во прашање алергиите, веднаш чим не напаѓаат алергии, тоа е алармантен знак дека нашиот имунитет е ослабен. Значи секогаш кога не е ослабен имунитетот, доаѓа до зголемени инфекции, алергии, патогени, вируси, бактерии и така натаму. Значи клучно за да можеме да се одбраниме од алергиите е да го зајакнуваме имунитетот. За да го зајакнеме имунитетот, потребна ни е избалансирана права исхрана, бидејќи нездравата исхрана не прави поподложни на инфекции, тоа е научно докажано. Во здравата исхрана ни спаѓа исхрана која што ни е богата со витамини и минерали, меѓутоа богата и со антиоксиданси на прво место. Растителни влакна мора да бидат вклучени во исхраната, здравите масти да бидат вклучени и секако многу течности, вода и хидратација.
Следни фактори кои што влијаат исто врз здравјето на имунитетот, тоа е секако избегнувањето на стресот, доволна количина на сон, физичка активност, свежи прошетки на воздух, да избегнуваме загадена храна. Кога мислам на загадена храна, не е само процесирана храна, тоа е храната која што има многу пестициди, која што се почесто за жал ја гледаме кај нас на пазарите и секогаш алармирам да се внимава на тоа. Но како би знаеле, има ли начин како би знаеле која храна е малце по... Ако се сетиме од нашето детство, значи ние сме деца кои што сме растени со цреши и вишни насред во дворови, во куки, јаболкуници, во дудинки, сите ние сме јаделе од дрво. Не сме ги ни миеле, едноставно, и ако се избрише или некоја салфетка, некогаш не се ни бришала, и никогаш не сме имале никакви проблеми, ниту сме имале проблеми во дигестивниот тракт, ниту сме имале подуеност, баш напротив. А сега и немале таков сјај. Значи сега кога ќе видите овоше зеленчук кое што свети како премачкано со восок, тоа воопшто не е здраво. Значи домат не е пожелно доматот да свети целиот премачкан со восок. Значи прв знак е тоа, и јас пребирам исто кога идам на пазарите, гледам ако свети. Во последно време, ако сте приметиле, светеа дури и портокали, мандарини, која што тоа е нетипичен сјај за овошјето и за зеленчукот. Значи тоа не е еден знак. Тоа е знак, да. Друго, исто јајцата, значи тоа морам да алармирам дека сите јајца кои што не се наоѓаат во маркетите се индустријски, кои што немаат сонце, автоматски нема воопшто D витамин во жолчката, така да и тоа треба да се преферира да се јадат органски јајца од кокошки кои што навистина се вадат надвор на трева и на сонце. Да, во однос на... Докажи, ако имаш уште нешто. Да, следен чекор ни е за самиот имунитет и алергиите, тоа ние се антиоксидансите, затоа ги потенцирав антиоксидансите на прво место, бидејќи они се клучени за нашиот имунитет, за правилна функција на нашиот имунитет. Сега кога зборуваме антиоксиданси, тоа е широк поим и тоа се премногу антиоксиданси. Прво нешто е дека нашето тело само синтетизира антиоксиданси, меѓутоа не се доволни за телото и потребно му е да се внесат и преку исхрана. Сега како ќе ги внесеме преку исхрана, затоа и јас можда и одбрав да видам гвакамоле, бидејќи карактеристично за антиоксидансите е нивната боја. Да кажеме, во црвената боја ни сигнализира дека имаме ликопен, зелената боја дека има хлорофил, како што е авокадото, портокаловата боја дека има бета-каротен, сината и виолетовата дека има антоцианини. Значи, за да не се сите замараме и да читаме колку антиоксиданси постојат и дали сите ќе ги внесеме, едноставно само да внесеме шаренолика и разнолична исхрана. Да. Сега клучен и најбитен во антиоксидансите е С витаминот, кој што нели на сите ни е добро познат. Кога конзумираме исхрана со С витамини, ако сакаме да го внесеме преку исхраната, најбитно за него е тоа што он не е термички, многу е слаб на термичка обработка, што значи дека при бланширање на зеленчук се губи негде 25 до 30% од С витаминот, а при термичка обработка тоа е веќе 100%, скоро 100%, што значи дека ако сакаме да внесеме С витамин преку исхрана, ние треба да го конзумираме таа исхрана, да ја конзумираме свежа. И исто клучно за алергиите и за имунитетот. И за алергиите ние секако цинкот на кој треба да внимаваме, и него го имаме во телешки дроб, него го имаме во морски ракчиња, го имаме во уреви, го имаме во раштан, имаме во спанак и така натака. Значи, тие ни се фактори најбитни за да можеме да природно да се одбраниме од самите алергии. Дали требува да биде како цела хомогена смеса? Да, хомогена. Или дали може вака и на парчиња? Или ако треба да биде хомогена смеса, трпи блендер? Трпи, да. Зашто може и рака да не здоболи ако не е многу зрело. Ајде, јас ќе ти помогнам, мене Ивана ми помага денес само ради повредата. Да. Ја запослев малце повеќе, ама мислам дека е готова со лашта. Добре, кога и се работи и се зборува и кога нели правиме нешто, впрочем тоа е и задоволство кога се готви во кујната, ако имаш нели и друштво, па да можеш и да зборуваш и да готвиш.
Најбитно е да биде смесата баш хомогена како пире. У суштина треба да добиеме право пире од авокадо, за да можеме после да ги ставиме другите состојки. Да. Добро, ние ќе го направиме колку што може да биде хомогено, за да можеме да го представиме како такво. Јас ќе исаскам малце кромит и додека го правам ова, бидејќи имам уште неколку минути за нашиот разговор, ги спомена витамините, ја спомена исхраната и сега во голем дел од примената, тука се вклучува и суплементацијата, поточно витамините кои што се земаат и како суплементи. Дали станува збор за витамин D, витамин C и она кое што е потребно како количина да се прими во текот на денот. Колку треба таа суплементација да биде присутна во пролетните денови или поточно речено кај оние кои што можеби имаат пролетни алергии? Кога е пролета во прашање, значи навистина имаме многу свеж овош и зеленчук. И нема потреба толку да се изложуваме на таблети и на суплементација. Значи можеме само да поттикнеме поголема количина на С витамин и на Б витамин како суплементација, бидејќи тие се исфрлаат веднаш од телото. Во рок од половина час почнува да се исфрлаат од телото. Затоа што сите витамини, минерали и антиоксиданси сите делуваат синергиски. Никој не делува самостојно сам по себе, него синергиски. Потребни се едни на други. Да. Значи С витаминот е потребен за да може и другите минерали и витамини да се сврзат. Таму каде што е зголемена количината каде што е зголемена алергијата, тогаш веќе може да се уклучи суплементарно Д витамин, може да се уклучи суплементарно обавезно цинк. Другите минерали, тоа се минерали или елементи во трагови и за нив е доволно 20 мг, 10 мг, мислам дека се е одлично пирето. Така, да го намачкаме на тортилите сега, така? Да. Така да тоа се внесуваат мали количини што може да се надополнат преку исхраната. Значи, за разлика од зимно време, каде што не е неопходна суплементацијата, во пролетниот период, летен период и па дури и есенски период, имаме доволна количина на свежо овоше и зеленчук што можеме да надокнадиме за витамини и минерали. Одлично. И тоа е информација плюс добро дојдена во овој пролетен период, каде што за многу на пролетните алергии може да бидат пречка во извршувањето на секојдневните обврски или секојдневното функционирање и добро да знаеме како и на кој начин токму преку исхраната да олесниме. Сега го ставаме... Не, сега ставаме лимета малку. Значи ќе ставиме вака. Тоа веројатно треба да го пие малку авокадото. Да. На крај го ставаме... Ќе ставаме доматот. И ми спомена дека тука добро ќе дојде, иако ние во моментот го немаме, тоа е мелениот ким. Да, мелениот ким. Кој што дава посебен шмек. Да. Значи, мелен ким треба да се употребува и како зачини, бидејќи е одличен за регулација на дигестивниот систем. Значи, секогаш кога зборуваме и од здравствен аспект, најмалку даваме внимание на дигестивниот систем. Значи, здравјето на цревата е најбитно за да може да се направи правилна апсорбција на исхраната. Во друг случај ние и да јадеме правилна и здрава исхрана нема да направи самото тело доволна апсорбција. Што значи дека пожелно е кога веќе настапуваат инфекции, алергии, да се уклучат и пробиотици во нашето тело и тоа да идеме со природните пробиотици, кефир, комбуха, кисела зелка, па потоа веќе доколку немаме достапно ништо од нив, тогаш да идеме на пробиотици во таблети, меѓутоа треба да се уклучуваат и пробиотиците при секоја настинка, воспалителен процес треба да бидат уклучени. И уште нешто што треба да биде уклучено, поготово кога се сезонските алергии во прашање, тоа се зачините кои што имаат антиинфламаторно и антивоспалително дејство. Тоа си е куркумата, тоа е ѓумбирот, тоа е циметот, дури и биберот. Значи мора да бидат застапени за да можеме на природен начин да се ослободиме од воспалението. Ти благодарам, Марија, за гостувањето и за овие совети кога се зборува за исхраната и за начин на кој треба да ги внесеме сите корисни нешта во нашиот организам. Нашата тортилја или гвакамоле е подготвено, само ќе ја свиткам и потоа може да уживаме во вкусот. Направете си вашиот омилен вкус и уживате. Добар апетит. Марија, следаме во следна прилика. Следаме. Продолжуваме со ново издание на Да си кажеме, се одбележува Денот на Европа и по тој повод нова интересна тема во Да си кажеме. Уживете.